Станува се потешко да се биде домакин на камоли гостин. Дури да не постои желба, промените на стилот на живење се неопходни, па секој мора полека да отстапува од традицијата и бргу да се адаптира на состојбите кои со себе ги носи новото доба. Едно време кога одеме на гости, кафето беше едно внимание, нели, едно кафенце, сега ти се питаш 200 денари, 200 грама, дали ќе однесеш. Цената која се плаќа е висока, но секој добар домакин може да најде начин како да возврати. Најважно од се е да си има добра идеја, која се разликува од сите други, а која може да ги задоволи апетитите на гостинот. Со депонијата Врдариште треба да се направи нов концепт на стопанисување со таа депонија, доколку не може нашата држава да стопанисува, да се распише меѓународен тендер кај што ќе учествува странска компанија која има искуство, а такви има многу компании кои се заинтересирани за нашите депонии. Никој досега не презентирал ваков план, изгледа затоа што останатите кандидати не се доволно информирани и не ги познаваат прописите и правилата. А тие јасно ги диференцираат организираното собирање смет и дивото депонирање ѓубре. Може би некому звучи исто, ама не е исто. Ова во раката што го одрешам е тиквичка. Значи да ги разликуваме работите од тиква и тиквичка. Таа разлика е евидентна кога продуктот се става на тезга со намера да биде скапо продаден, ама излегува дека домашниот тесак не одговара со оне на пазарот, особено не кога купувачот има барем до толку искуство во трговијата и не паѓа на шпекулации. Зошто е причината ги блокиравте европските проекти? Многу европски проекти има во општина Битола. Да ми кажете кои се тие кои се блокирани? Последните. Кои се, мислам, дали може да слушнам кои последни проекти се блокирани? Мислам, наведете ми ги проектите, бидејќи во општина Битола редовно се гласаат европски проекти, би сакала да слушнам за кои ме прашуваат. За поточно вие сигурно знаете кои биле последните, не треба да ги набројувам. Слична е ситуацијата на една друга дебата, која наликува на еден познат вид со професорот и студентот кој добро знаел колку лица загинале од првата атомска бомба, ама за да добие преодна оценка, немал предвид една многу важна информација. Што се случи со вработениот во општина кој што беше фатен дека има дива депонија, негова што си правел списоци во имаше на телевизија сега. Ама се имаше на телевизија, ја. Што се случуваше? Може не сум гледал телевизија. Како се вика лицето, име и презиме. Имате И на крајот за кризата на идентитетот. Имаше доста дуќани, имаше. Шивачи, кондорџи, секакви имаше. Сега само берберите останаа повише, нема други заночи. Не е чудно што тие единствено преживуваат. Бербери има многу и во сите сфери. Секој што може, стриже и бричи, па и на суво.